ден на сите, можеби за некој ќе биде добра ноќ, но бидејќи се уште не сме започнале со живо спроведување на овие вебинари, но сепак не е ни важно, важно е да добивате материјали кои ќе ги користите во подобрување на вашиот бизнис. Ова е третиот вебинар на Премиум предприемач и во него сакам малку да зборуваме за систематизација на твојот бизнис, односно како да го систематизираш твојот бизнис и подготвиш за раст и развој кој ќе следува во иднина за твојот бизнис. Претходно во оние 54 недели работевме на откривање на бизнис идеја, па се до сите најважни елементи кои што ќе треба да ги спроведете во вашиот бизнис. Врз база на тоа очекуваме раст. Веќе тука ќе се јават проблеми и веќе вие сам како еден предприемач нема да можете да ги решите сите тие проблеми. Ќе мора да започнете да го подпирате вашиот бизнис на различни системи, што ќе биде предмет на овој трет вебинар на Премиум предприемач. Кога зборувам за систематизација, не мислам на подготовка на систематизација како организацијска структура и документ кој ги опишува работните места и работните задачи на твојот бизнис. Иако и ова е дел од процесот, како што ќе видите ни самиот вебинар, но сепак ова е последниот дел од овој процес. Во овој вебинар станува збор за систематизација како еден процес на градење на системи во твојот бизнис, на кој се останато ќе се подпира, па дури и ти како еден предприемач ќе се подпираш токму на тие системи кои што ќе ги изградиш. Ти си предприемач и веднаш по завршување на стартап фазата доаѓаш во позиција во која системите ќе ти бидат попотребни од било кога досега. Постојат многу практики кои покажуваат дека и тој мал број кога ќе преживеат стартап фазата на бизнис, смислам, и кога започнува одреден видлив раст на самиот бизнис, да се случи да пропаднат. Зошто? Затоа што во следните фази бизнисот не може да се подпира само на тебе, предприемачот, или пак на истите принципи на кои ти си го обезбедил успехот во стартап фазата. Се е различно. Дури и мал раст менуваат многу работи. Потребни се сосема нови принципи. Она што функционирало во стартап фазата нема и не може да функционира во следните фази. Тоа мора да ви биде јасно. За да може да се подржи растот на компанијата и секако да се претвори таа компанија во една одржлива или ако сакате подобро кажано во една само одржлива компанија, потребно е да се започне со градење на системите кои ќе представуваат основниот столб за понатамошно успешно функционирање на еден бизнис како систем. Тоа е твоја задача. Значи целта ти е да изградиш самоодржлива компанија која што во многу мал дел ќе се базира токму на тебе, ќе се базира на тебе, но во клучните прашања за твојот бизнис, прашањата кои што едноставно ќе заработуваат и ќе го растат уште повеќе твојот бизнис. Забележете, велам бизнис како систем, затоа што и самиот бизнис представува систем кој е составен од повеќе помали системи. Добро, овој вебинар едноставно ќе представува вовед во она што понатаму ќе следува на Премиум предприемач, особено во овој прв дел од 12 вебинари кои што ги најавивме, каде 2 се наменети за теорија на ограничувањата, кога подетално ќе навлеземе во подготовката на вашиот бизнис за да биде сосема доволен сам за себе, односно да направиме една самоодржлива компанија за твојот бизнис. Но, ајде првин да видиме што се ќе биде опфатено во овој вебинар на Премиум предприемач. Првин ќе имаме посебен дел кој што ќе се однесува општо за системите и твојот бизнис. Сакам да започнеме со системите воопшто затоа што се започнува со нив. Како што кажав, и бизнисот представува системи. Доколку сакаме да изградиме одлични системи како основа на бизнисот, ќе мора добро да навлеземе во разбирање на тие системи. Целта е да знаеме целта е да знаеме зошто ќе го правиме она што ќе го правиме. Не само тука, туку и во останатите вебинари поврзани со оваа тема. И секако како да го добиеме најдоброто од она што ќе го правиме. Она што ќе го работиме во овој вебинар и во останатите вебинари поврзани со системите, теорија на ограничувањата и уште некои од наредните 6 месеци ќе ве воведе во суштинските концепти кои што ќе ви бидат потребни. Во овој дел ќе одговориме на прашањето зошто систематизација, што се тоа системи, какви видови на системи постојат, кои се најважните 2 примарни системи за тебе и твојот бизнис. И секако ќе навлеземе во оној дел каде што ќе го разгледаме твојот бизнис како еден главен систем, што и целта која што ти треба да ја правиш.
Понатаму, ќе преминеме со креирање на твоите системи. Значи, ќе прикажеме еден пример и користење на 8 чекори за анализа на проблеми и дефинирање на потребните системи за нивно решавање. А потоа ќе одиме детално во опишување на 6 чекори за креирање на твоите системи. И кога ќе го помнеш сето ова, ќе видиш дека доколку оделиш неколку часа од твоето време во следните неколку недели за креирање на овие системи, за примена на овие 6 чекори, заедно со анализа на проблемите од 8 чекори, ти веќе после тие неколку денови, а неколку недели и после првите креирани системи ќе обезбедиш многу повеќе време за самиот себе си и за твојот бизнис, така што ќе можеш да се фокусираш на најважните работи на твојот бизнис, а не на она што досега те мачело, како што ќе видиш и во самиот вебинар. Понатаму ќе зборуваме за стандардизација. Че во овој дел е она најважното што треба да обезбеди функционирање на системите во пракса. Тука ќе стане збор за тоа какви прирачници и упатства треба да имаш и како да се користат и развијат истите. Значи, она што го напоменав, дека ова кога зборувам систематизација не се однесува на изработка на опис и попис на работно место и таква документација, но сепак и тоа ќе биде еден дел кој што представува всушност стандардизација на системите, кој има за цел да обезбеди истите да бидат применливи и да се применуваат и во иднина. Кога зборувам со повеќе предприемачи, ми кажуваат дека тие не се среќни со нивниот бизнис, вработени, потрошувачи или пари кои бизнисот ги прави, но сепак тие, она што е најчутно, остануваат во бизнисот. Го прават она што знаат да го прават, бидејќи не знаат како да го решат проблемот кој што го имат. Дали некогаш си кажал себе си, се сморив обидувајќи се да работам се и сешто. Морам да најдам начин за да направам тоа и тоа. Би сакал да работам помалку, а она што го работам да заработува повеќе за мојот бизнис. Но не можам заради тоа и тоа, би додал. Мојот бизнис го презема мојот живот, скоро и да немам приватен живот. Не можам да најдам прави луѓе кои ќе ми помогнат во растењето на мојот бизнис. Сите овие прашања или проблеми се резултат поради недостаток на системи во бизнисот. И наместо бизнисот да се потпира на добро изграден систем, тој се потпира на предприемачот и неговиот живот. Без предприемачот како главна карика на бизнисот, системот на бизнисот како систем, пропаѓа целиот тој систем, а со тој и тој бизнис нормално. Пред некој ден со еден предприемач, мој клиент, разговаравме токму за тој проблем. Се чувствува преоптеретено бидејќи постојано проверува дали она што го дал како задача е извршено. Освен тоа, постојано го прашуваат за секоја одлука која би требало да ја донесат самостојно. Дали му треба вработени, доколку тоа е така? На моето прашање. Доколку кажал, јави се на тој и тој и провери го тоа и тоа. За него активноста не е завршена, затоа што половина час ќе мора да праша дали се јави на тој и тој. Значи, повторно продолжува да го работи истото тоа, неговиот мозок и фокус е насочен на вакви небитни работи. Со еден друг клиент работиме на зголемување на продуктивноста за 2 пати во неговиот бизнис. И тука воведуваме системи кои можеби изгледаат и смешни и глупи во моментот, но секој од нив по имплементацијата ќе го подобрува севкупниот систем и бизнисот. Системите кои ги подготвуваме и имплементираме се стандардни оперативни процедури, алатки за подобрување на работата, сугестивни системи, системи за обука, нормативи. Сето тоа возможува еден поквалитетен пристап во однос на подобрување на бизнисот. Од друга страна, имање на добар тим не значи и успех во работењето. Сите сме различни и секој член на твојот тим ќе работи различно, доколку немаш дефинирано системи кои секој ќе ги следи. Без такви системи, секој си ја врши добро работата за него, но не и за целокупниот твој систем, тоест бизнисот. А сето тоа, од друга страна, креира хаос, дезорганизација, стрес, незадоволство, губење на профитот и уште еден куп на други неповолни ситуации за твојот бизнис. Формалните системи овозможуваат секому да покажеш за она што од него е очекувано. Секој, па дури и нов работен во твојот бизнис, да може да се снајде лесно во работата со која што ќе го очекува.
Таквите системи ќе те ослободат од константно контролирање, микроменаџирање и постојано давање на дирекции, односно насоки за тоа што треба да се направи.